Здраво, другари, здраво, криптореволюция. Едно кратко видео от 15 минути. Тие ще ми пишувате поръки, ви кажав да престанете да ми пишувате поръки. Всеки ден ми пишувате поръки, брат, берзата пая, що да правим? Едноставно, ке вземете сите тия пари, ще ги трошите за глупости, ке си купите кой ке падне и това ке правите, другари. И имате вебсайт, по 5000, по 10 000 път. Значи имате Translate от левата страна, замислете си, има луѓе, ще още не знаят да го включат Translate от другари. Замислете си, имате вебсайт пред вас и не сте навикнати, може да не сте геймери или не знам, не сте навикнати да вземете да го прочепкате целият вебсайт. Гледа от левата страна, Translate, пишува со огромни букви. Translate на македонски, имате и на други язици. Замислете си, поръки добивам за какво да уключа превода. Видеовести, на видеовести, ама мръзи ги да гледат видео. Значи 3 минути просто ги гледате видеята на статистика, що е тука и после вика, брата бе, не знам ово, не знам оно, пък ке знаеш, со видео 30 минути, 3 минути гледано, най-нормално нищо да не знаеш. На видеовести, Translate на македонски, той веќе е автоматски уключено, уши на првиот пат. Пуштате го видеото и притискате го преводо, за да почне да оде. Дури кога ќе натискате на преводо, дури видеото се мота на напред. Гледате ли? Друго, значи нема потреба секој ден да се правят видеа. На X-Вести, другари. Гледайте сега ќе ви покажам на X-Вести. Гледайте колко информация имате преведено. Индексът на страх и алчност ви го покажва, що е много битно да го гледате. Стратегията сега ги изпълнил сите критериуми на SP500. Кой сака, може и то да го прате. Гледай, ово е како сграбчи го денот, што имаше едно време вест, само што тамо става со извинени голи жени, тука вие овие сграбчи го денот, брат. Значи вие да седнете, имате на вебсайто преведено видео, преведено линкови, шорткати сега вештка интелигенция не може на кирилица и тоа на идеја мана, не било точно преведено, па супер, седнете другари, преведете го и ми го пратете. Иначе у Македонија луѓето тражат за превод некои луди суми за јадејан вебсайти да преведуват. Тие таму кажуват некои си суми кои што у Америка ги земат тие на саат толку. Мислам завршиле IT или нешто, дојделе до компјутер, до лаптоп, кажуват за некакви суми што се, замислете си, од Македонија да е исто на саат како у Америка. И он си ценил работата. Че јас сега што треба сега? Да дојдам, да си ценам ја моето што го знам информациите и да ви ставам $100,000 на година за криптореволуција да ми плакете да ве учам, пошто нели јас си ценам знањето. Луѓе, дај такви филмови со некои си ванземалски цени за саат ово да сте направили од ова, Славчо на сите ви присуди. Славчо направи вебсайт кој што до сега 30 луѓе ми имат тражено контакт со Славчо, само на еден му им дадено и Славчо не могу да даде најнормално. Како да ги научи да ги направат овие вебсайтови. Значи Славчо се намачил да открие како вештачката интелигенција да замене 20 луѓе и замислете си да земе да ви го каже тоа. Значи пораки на тоа како се направени вебсайтовите, ме праките. Тие пораки веќе не ги не отварам. Значи пораки нема да ви каже. Значи ако сакате вебсайт, ќе го контактирате Славчо и ќе ви каже цена на овакви вебсайтови. Ама за крипто нема да ви направи вебсайт, ќе ви направи за било кој друг сектор да ви преведува, за крипто, мислам, нема да ви направи за тоа што де факто конкуренција да си направиме, нема логика. Али за сите други сектори, па дури и за теорија на заговор, ако сакате, може да ви направи. Значи другари, гледајте колку е лесно едноставно. Шо има сега ја да правам видео, значи клик лайк како вие повеќето што прават, леле, паѓа берзата, умираме, гинеме и да ве натерам вие да имате уште поголем стрес за да го видите тоа, да го прочитате тај наслов, да го видите тоа видео и да трчите да ми го гледате видеото. Уопште не ми треба луѓе што со такви фейк наслови, фейк пропаганди да би ги натерал да ми гледат видеото. Не ги гледате, вие губите. Ќе работите до 67, таман ќе стигнете до 67, тие ќе окачат на 72. И ќе си работите цел живот. Додуша нема да работите па овие новата генерација ќе се спасите за тоа што вештачката интелигенција и роботизацијата ќе ве затворат дома, ама па до 67 ќе измислат начин како да ве мачат со што помала
токенизация. Пак и трябва нещо да идете да чепнете ова монава. Не верувам да остават така само комплетно затворени тия големи градови. Така да шо е финтата со крипто, брат. Ама брат, ама брат, оно. Седете, другари, да научите нещо. Значи, не дека ја кој знае како пренасам професионално. Да седнете, ово да ви е почетно, за вие да прочепкате уште повеќе и да се научите да инвестирате. Не е тоа ризично инвестирање, затоа што вие трошите пари за кафе, за глупости, значи тоа више се потрошени фрлени пари. И кога ги ме рече некој, ама видите си исти. Па видите си исти, ама секој ден улават некои нови и брат, јас сакам да ти пратам, леле многу добро кажуваш, брат, леле брат, ово да ти питам, оно да ти питам. Без да ме питате, седнете, вебсайт имате, другари. Имате вебсайт, што сите ваши прашања се одговорени. Сите, видео, седнете, гледај, надале. Се нешто, брат, одучете се веќе од пораки, више гледа колко во портфолио направено. По портфолио. Колко е направено многу видеа и се нешто ќе ископате, ама мрзаве да гледате. Се нешто ќе откриете, значи вие треба да го изслушате тоа видео, за да вашиот мозок го процесира, треба му време и да улезете у крипто, брат. Многу просто едноставно. Вебсайт, гледајте на македонски, шорткати, преведено. Гледајте, брат. Председателот Трамп и наложи на председателската работна група да продолжи со крипто стратешка резерва, што вклучува Ripple, Solana и ADA. И они, леле брат, пораки, пратиш ли што ќе биде со новиот коин токен Трамп што ќе го прави, што ќе го креирал? А луѓе, што има да седам, да гледам за Трамп, дали ќе го праве, кога ќе го изваде, на која берза ќе го изваде? Само на 27 луѓе што знам дека имат пари имам пишено. Да го истражите ако успеат да направат некој профит. Оние другите што ќе ви пишам, брат, да истражувате, да правите, кога знам дека немате биткоин, Cardano, немате Ethereum, немате гейминг токени. Значи тие луѓе доста имат се натоварено, магарето што го викам, тоа е магаренци, иначе на сликичките што им беше прашал некој што животно е. Тоа на постовите на Facebook што ги покажувам е магаренци. Значи заебанцията, за фраканцията е да товарите магарето, нели, од македонските народни приказни. Азното само нема да дојде, тоа е глупости. Значи што им беше мобето? Значи падна ми концентрацијата. Значи што им беше мобето? Место да се концентрирате кој нов коин и токен ќе излезе, па Трамп ли ќе го правил, па овајли, па стрес, па на колку ќе излезе, па на колку да го продавам, па тоа е нов, одека знам ја цената. Брат, че видов, постирав у групата, кој сака да чита, другари, концентрирајте се, ама ти исто збореш. Solana, Ripple, Cardano, не, другари. Ја ви кажувам што веќе понапред Solana и Ripple не се збореше у мојата група. Значи, кога веќе цел свет ја зборе, кога веќе цел свет вика ќе купи, кога цел свет вика ќе извадиле оваква карачка, онаква карачка, треба да се купува за тоа што више е улезено у технологијата. Зашо ја требаше да зборам, иако имам ја спомнано дека од секој што сум кажал да сум проценил дека Ripple е технологија, али ја не сум заинтересиран да купувам, ја имам други принципи. Solana е технологија со милиарда проблеми и ја викам белото мече, али другари, вие имате $1000. И викат да купам ли на Трамп којно? Зашо да го купите, брат? Зашо да го купите наместо 30% Cardano, 30% Solana, 30% Ripple? 100% ќе направите профит. На Трамп, од дека јас знам, другари, на нешто ново, више присел таму елитата да го накупила, ќе се појави на берест, од дека знам може ќе го дампнат. Solana, да Sandbox беше тај проблем. Накупили си тие елитата таму на ово, појави се на березите, напумпаа го прво 0.89, го дампаа, уште не може да излезе. И македонци го напумпаа, не знаеа да го изтрейдат и сега кукат, брат, што да правиме. И па истите тие прашуват, брат, кажи го, чекай да видам, нема микрофона да не е уклучен како последниот пат. Уклучен е добро. Последниот пат Twitter, не, Discord, што геймаме и ми го беше исклучил, беше дадел приоритет на платформата. Ама ли пас рек, имам гласиште па се служиш. Другари, учете се, гледај. Мрзаве да гледате видео, окей, гледај, под наслово да го прочитате. Што туку ја направија најголемото купување на биткоин оваа година. И он ми вика, брат, што мислиш, биткоин ќе падне ли, ќе дојде ли на 30.000?
Еве да го прочитате, ово има криптораз, милиардер, брат. Валда не лупа глупости, брат. Забавен факт. Ел Салвадор купува по един биткоин дневно. Значи Ел Салвадор држава која што веќе оде напред, изчисти криминал, цел свет ги више спомнува. На луди ли ви луѓе, на луда држава ли ви личат да купуват по един биткоин? И утре падала ту тие проблеми и драми што беа. Брато, ако се вози од таков авион да го сретне овај, значи платил е шушки, значи има пари. Чекай да видиме дека беше биткоин. Банките се затворени цел викенд, биткоин никош не се затвара. И како може да не е иднината, брат? Ја например во Америка од 3 до 7 бизнес дена чекам од банката да ми префрлат пари на сметка на некој друга. Од 3 до 7 бизнес дена чекам некој принц од Персија да заврши со кафе шемата, да натисне тоа, па проверува, па ама тие пари илјао од дека ти се, па десетилетите од дека ти се, па ти ли ги префрли, па ти, во Америка замислиш што е најинтересно, плаќам, например, некој пат не ми се префрлиле парите на време, плаќам од друга картичка, па, ама која е таа картичка, а кој е тај, па се јавате, чекај, кој друг ќе земе да ми плати сметката за интернет, $126. Или сметката на T-Mobile, 100, колко беше, 147, 167, не се кава. Да проверили. Кој ќе ми, супер, какви сте тие луѓе што постојат да седнат да ми платат во каквото каже го, ама да ти испитат човека кој е парите од дека ти си. Уште малку, клуча на врата што го викам, ќе почнат и они да работат со крипто. Друго Майкъл Селор, чудили му се на система. Немало на длъг рок да успее. Како може да не успее, другаре, ако биткоин 2300 може да стигне или 1 милион или 10. 2035 може да стигне или 1 милион или 100. Не може да е назад, не може некој да го замене. Или 1 милион или 100 милиона. И шо мислите? Нема да добие ли? Брат, се нешто што ќе чува, се нешто мал процент да чува, кога ќе му отиде толку нагоре, пак компанијата ќе му се спаси. И еве и да речеме да направи комплетна грешка и се да изгубе, за Майкъл Селор се фанале. Брат, тој е еден у милиардата луѓе што се више упаднати. Душе не милиарда, се ја лупам, 4 до 7% се упаднани, ама тоа е официјалната информација што е, нели? А неофицијално ние луѓе имате богаташи што купуваат директно од таму дека се фабриките, дека се копат. Че ја не знам, брат, колку се натовариле и тие уште не се легнати на како информации на берзите. Замислете си милиардери колку се накупили. И Майкъл Селор немало да успее компанијата, биткоин ќе го повлечел, брат, ќе има еден месец драма, после ќе го забравиме, биткоин пао да нагоре. Другари, тоа чудо не пропаѓа. Доста е чекай само на секунда да го кажа. Другари, имаше тука некој чуден звук, ништо страшно. Гледајте луѓе. Сликичката, брат, ќе гледаме такви сликички. Некој може повеќе real estate да ударе. Некој може да креира повеќе акции. Некој може да испринта повеќе пари. Некој може да ископа повеќе руда. Првото беше некој повеќе може да креира фактички куки за продавање. Никој не може да креира повеќе биткоин. И таа сликичка, другари, ако седнеш да размозгаш, не е обична сликичка како ние ставаме, меме сликички ги викат. Значи, другари, ово е, повеќето се повторуват зашто различни канали ги објавуваат истите слики. Другари, гигантот за брза храна Steak Shake објавува дека нивните ново реновирани ресторани се финансирани од биткоин. Са не ги знам, не сум истражувал дали завршија 15 минути. Не сум истражувал дали кажи го се наплаќале понапред у биткоин, па од тај профит си ги реновират или едноставно се инвестирале дел од кешот што го имат, па се направиле пари. Али гледај, америчка компанија го објавува во. И кога ми рече брат, тоа ќе пропадне, напитили,
Луѓе излезете, уште сме на тај момент кој ќе ми рече некои истите видео ги правиш. Па луѓе нови упаѓаат ово што ги мрзат да ги листат старите видеа назад. Еве Ерик Трамп ќе седне ли брат да зборе за биткоин на пресконференции? Ако биткоин татко му не планира да го баце у систему и цел свет да го следи. Ке излезе ли мислите да се бламира? Ке купува ли таа фамилија биткоин и етериум, ке креира ли и токени и чуда ако не знаат нешто што другите не веруваат у него? Легендата на Cypherpunk Адам Бек вели, јас се извинам ако не ги читам точно, на крајот сите компании ќе бидат биткоин трезори компании. Јас 100% верувам. Ја пред 12 години го имам тоа кажам. Луѓе, таа елита не дека они сега дека ја откриле топлата вода. Таа елита, од како више биткоин стана толку големи, не секој сиромашен и ниско сиромашен и човек што е со мали примења може да упадне од тоа чудо. Они сега почнуваат да ги активираат тие кажи го, тајните друштва ги активират, за сега да почнуваат да зборат, оти знаат дека луѓето не пратат овакви информации луѓе како мене што се порано у крипто и кога ќе почне да гледат нешто така тук там за крипто и за биткоин и ома тражат како да се искоцкат. И овие де факто излават сега збора за технологија, за нивната елита уште повеќе да се купи на технологија, а знаат ја психологијата на сиромашниот човек или со ниски примања дека ќе траже да се коцка, па де факто луѓе вие они имат мал дел ставено и у сите тие други компании, разбираш, и кога ги вие упаднати и се чудите наместо да купите биткоин, етериум и кардано, чудите се која нова компанија што ветува чуда дека ќе креират, они и таму имат мал влез и кога вие више ја напумпате тие крипто коини, они земат излезат. И сите пари што прават, префрлат си ги па у биткоин, етериум и кардано. И тоа мал дел се беа у кардано, сега едно почнуваат да се убацуваат повеќе у кардано, али елитата да знаете што повеќе трупат, значи за нив најбитно е биткоин и етериум. Елитата луѓе, затоа ја и кажувам 30%, највеќе трупат, никош нема луѓе да престане, џабе тражите нов коин и токен, значи биткоин нема да престане да оде до 2106, колку ви да звучи фантазија, нема да престане да оде нагоре. Замислете си за какви суми. Брат, како ќе купуваме биткоин? Луѓе сатошите тие 0.000. Со тоа ќе се тргува на интернет. Колку сатоши сте ми пратили? 0.0000. Со тие работи ќе се тргува и ќе се купува. Колку сатоши ќе имаш, толку ќе си богат. Биткоин више, тие ќе одат од трилионери. Ние ќе се бореме колку сатоши тие нулите ги имаш од биткоин, процент, тие по тоа ќе се одредува колку си богат. Толку ли ви луѓе тешко, наместо прашање, да земете да пролистите, типо е на Binance, креаторот CZ е милиардер, сите го прави ненормален. Гледаш вика, поранешен извршен директор на Binance CZ, вели, биткоин ќе стане глобална резервна валута. Зар мислите некој милиардер ќе земе да излегне да се глупира на интернет, секој ден и он го повторува истото, не е дека тражи внимание. Значи он може сега милиардер е да земе да си иде у Дубај и да си ужива на јахтата. Али брат, овај човек е креирал берза, значи добра, и сега сака да даде повеќе информации за тоа што обвинува го перел пари, леже у Сиетл затвор, добро што не го утепаа. Типо сака да се одужи на еден начин дека кога он не е верувал, Binance и е пробал, јас заради него верувам што се вика делумно у биткоин. Значи сака да врне дека ги знае информациите дека биткоин нема да пропадне и со тоа што се појавува у јавноста, гледајте го дека утре ако е у грешка, Binance ќе страда. Сите ќе рече таа што го креира Binance и уште нели. Со Binance ќе речат брат, овај глупираш се, лажеше не, ќе наштете на Binance, не на акциите на Binance, туку на BNB, на токенот на Binance ќе наштете. Зар мислите ќе го прави тоа да излава на интернет, да тражи лажна слава и да се глупира, за да наштете на Binance, кој што ја ќе бидам пресреќен у Македонија таа компанија да отворе кажи го канцеларија и да отворе и на македонски customer service да има, ја ќе бидам пресреќен што повеќе македонци да користат Binance. Ја немам ништо од Binance.
Разбирате ли? Я нямам ни BNB токени, за да я рекламирам Binance, затоа што Америка не е забранено да имаме BNB токени. Али сум сигурен дека другари тие што ќе имате BNB токени, џабе гледате на цената. BNB ќе ви дава, да не речам дивиденда, ќе ви дава други коини и токени што ќе се рекламират за да се појават на тоа, ќе ви ги дава. Вие без разлика дали верувате или не у тие коини и токени на што ќе се појават нови, одма ги продадете. Че BNB моментално луѓе, да се надевам, нели, и да се десе хак, па треба да преживеат, имат милиарди, трилиони у резерви, милиарди имат у резерви и милиони да лесно извадат, да се извадат, а и друго лесно може да направат ликвидација на сите, например, овај пат и голем дел многу трейдери ќе седнат и ќе речат, чекај, ќе ставаме дека с биткоин ќе отиде 150.000. Го дара там 5x, 10x, 20x, 50x, што ти знам. Binance е голема берза, ликвидира ги сите, продаде милиарди у биткоин, знае дека ќе го срине, знае дека другите берзи ќе следат, продадат у милиарди и па си го купат после на 108. Берзите луѓе не може да изгубат. Не може, ако Binance продаде биткоин за 3-4 милиарди, да речем, или за 10 милиарди, не може да се појави толку голем играч да откупе, затоа што кога ќе сите видат дека Binance од таа адреса продава, тие знаат берзите, другите имат експерти кои да следат и другите берзи зимат продават и да не речам де факто соработуваат со тоа што се штитат една со друга. И не ја одговара на берзите многу друга берза голема да пропадне, отики има многу голема драма и народот ќе се плаши. На берзите ја одговара да има трансакции, да има чуда, да има муабет. Така да тие берзи и сум сигурен дека соработуваат помеѓу себе, значи кои нели ви чудно, еден кој се појави и однешка бум на сите берзи го имат. Значи мора да соработуваат. Мора да соработуваат и мора да знаат, јас извинувам. Мора да знаат нивните експерти тај токен и таа компанија колку е платила за да се појави на таа берза, нели е платила, дали Binance сама е одлучила, KuCoin, Coinbase, дали сами се одлучиле да ја стават. Така да, другари, овие мои видеа кратки се да ви дадат надеж дека јас знам дека вие сте купиле од сите овие коини, јас што ги кажувам, некој што ги вика рекламирам, ја ништо не рекламирам, ниту продавам. Овие коини јас што за 12 годишно искуство пробам да си дадам слобода да ги спомнам овие коини токени, затоа што ја не викам ставете пари. Ја викам сменете ја штетната навика за да се научите да инвестирате и од таа кафе шема, цигари, кафани, гардероба што не може да си ја дозволите, телефони што не може да си ги дозволите, автомобил што не може да си го дозволите, тие пари да ги инвестирате у крипто, да ги сменете уствари, не да ги инвестирате, да ги сменете, да ги флипнете, ја што си испечатаме на мајчка флип, да ги флипнете. Другари, вие и да сгрешете 100%, вие не сте загуб, затоа што ако не пушиш, не пиеш, не одеш по кафани, нема се степаш, можеш у кафаната. Цигарето можеш ќе живееш 5 години плюс. Кафето можеш ќе почнеш да спиеш померно, да немаш стрес и депресија. Да не ти лупа срцето и да мислиш леле умрев готово. Тоа од кафето. Кафе стрес. Лупате за гардероба што ни не може да си ја дозволите. Луѓе, тоа е и вие мислите дека сте се облечели убаво и дека е се нај. Вашиот мозок знае дека самите себе си се лажите и де факто откако надвор се со извинение курчите дека сте нешто, а сте фейк и кога идете дома вашиот мозок сваќа дека брат вие живеете у лажен свет и вие се нервирате и поради тоа без да се осетите дека се нервирате. Затоа ако ги сменете овие не може да загубите затоа што вие другари се учите више да улегнете што е берза. Па чеки биткоин си купил, Cardano, Ethereum, па сте продаделе, па не сте чувале. Вие едноставно се учите, вие сте тие што утре може ќе најдете нови коини и токени. Ќе најдете нови коини и токени затоа што сте дремале на моите подкасти, сте дремале на исклучам камерите, што сте дремале на моите подкасти другари и сте веќе улезеле у тај дел да видите како е. Да не речем длабокото. Значи паѓа берзата, поминале сте таа драма, ќе научите дека маркетите се враќаат, дека не сте ги изгубили парите, дека не е крај на свето, дека не треба да слушате други шарлатани со провокативни наслови, и што се нови у крипто.
Значи некој што една година крипто и вие исти сте, брат. Тај предпоставува што ќе се случи. Другари, јас сум 12 години. Гледате ли, јас си играеме, ние пуцачи не си играеме, инк токените ги правиме, никој не ќе да гледа. Ние собираме инк токени моментално, да сте видели да кукаме. Последните видео мислиш што се вика, еве за Sandbox и Breaking News. Тука рандомото ви се качи на главата, еве и тука Трамп праќа војската, нели, да ни спаничите ако има поголема драма биткоин да падне на 100.000. И друго е гейминг, гледай последните видео ми се 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ми се гейминг и лошо се вика гейминг ми се видеят. Не сум седнал да кукам че ако не излавам да речем, леле луги ќе падне биткоин на 80.000, леле крај на свето, леле тоа што да правиме. Брат, зашо има да ми пишувате пораки, леле брат ќе преживее. Вие огледате портфолиото дека ви паѓа и си викате, со извинение, кој го еве брат, чек му пишам. Брат, ќе паѓа ли биткоин, ќе паѓа ли крипто, шо мислиш да? Брат, ја ако мислам нешто, ќе излегнам и ќе го направам видео. И јас сакам, верувајте, како што 15 минути ќе правам видео, више улава колку? У 26 минути. И јас сакам 15 минути да направам видео, ама не може брат да направам. Не можам. Затоа што, брат, не се нервирај. Брат, ја не се нервирам. Мене ми е таков импулсивен глас, брат. Значи таа ми е јачината на глас. У војската ми си има дерен, брат, дај бе збори пополека. Таков ми е гласо, брат, сите што ме познаат, таков ми е. Такво ми е пристапа на објаснувањето. Некој мисли дека се дерам, таков ми е пристапа, разбираш. Таков сум цел живот, не може да се променам. И да сакам, не можам. Пробал сум да зборам полека, мозокот ми заспива. Кога ќе пробам полека да зборам, гледате тука прозевам се. На мозокот му е досадно, брат, ја кога правам нешто кое што не е својствено, кој што сум фейк, кој не сум ја. Да седам сега се костумирам, па тука сега дом лудило, ја открив топлата вода, па ја знаеш, брат, јас сум таков. Мене уопште понапред ми се смеја, ова е лудако, седе нешто на смеја ми се дека сум излегнал да ја давам бесплатно на нешто што ја давам бесплатна информација. Или ова е истото повторува. Брат, и уште до 2035 ќе го повторам. Луѓе, не ви треба нови коини да најдете чуда. Прво ви треба да научите биткоин, етериум и кардано. По 30% од портфолиото, да научите дека тоа чудо тешко да пропадне и 10% да ги играете, ќе немате стрес. Биткоин ќе ве заштити, ако не овие 4 години, наредните 4 години. Етериум ќе ве заштити, ако не овие 4 години, наредните после 4 години. Значи, просеко е, ако ќе упаднете од драмата, 2 бул маркета ви требат за да разберете и чека ово, брат, не пропаѓа така како што мислев. Разбирате ли? И продават. Нема што да продавате, другари. 30% биткоин, 30% етериум, 30% кардано. Купили сте на 100.000, колку и да падне, да пропадне, луѓе, наредниот бул маркет ќе се врне, по наредниот ќе направите профит. Финтата е да упаднете, луѓе, да се научите да инвестирате наместо само штетни навики. Многу пари имате, луѓе. Луѓе откажуват се од кафе, од цигари, од кафана, од фейк гардероба што ја носите, не може да си ја дозволите. Не ја дека нешто ве врегам. И кој рее, брат, тие овие игрици ги правил за сиромашни. Брат, у Македонија со таа политика вие сте сиромашни, бе, другари. Абе, тука петок оде 450 евро, 450 евро, фактички колку там ќе му дое, $550 зима за бакшиш, бе, другари. Там доле држат, за жал Македонија држат у пештера ја држат. Најбогата држава со вода, брат, не вода само да извезуваме најквалитетна ќе биме милиардери. Абе вода, луѓе, вода, под Охридското езеро има вода поголема 4 пати поголема од на површината што има. Че они не може да математички да пресметат како е тоа. Преспанското исто, брат, Дојранското исто. Најстарите езера се тоа на светско ниво. Оставите там фейк такво. Вода, брат, туризам на Охридското езеро, там дека и да фрлеш копаче историја. Милиарди од туризам може да правиме. Луѓе, не постоje по-квалитетна храна. Че нигде не видов во Америка органски ориз пакуван. Нигде не видов органски боб квалитетен. Лаже там тетовски проват царевак историја. Нигде не видов мед органски од Македонија квалитетен со да не пцуваме на обична дрвена лажичка со пара неја ќе го ставам тоа античко знаме, брат. Ќе го ставам, еко се изнервирам. На него ќе го ставам тоа античко знаме, што не ви го дават, ќе го скријам, ќе ја направам вилушката, лажичката да дрвената да се отвара, па унатре ќе го ставам тоа, па и старата мапа на Македонија, па нешто ќе промовирам, ќе правам. Значи сега да кажам, од Македонија од се може да се прави пари, луѓе.
Абе, дрвени лъжички, верувате ли? Дрвени лъжици да продавате за мед да се яде, пари може да правите. Секој ще яде лъжица, да не упаjem сега отворен заговор со метална и кој ми рече, брат, абе, тая мед не го бива. Другари, дрвена лъжица да продавате и там пари ќе правите. Што сакам да кажам со дрвената лъжица? Другари, $1, еве, $1 да го продавате на 10,000 луѓе. Така ли? 10,000. Делено да извадете луѓе, еве, да извадете дури и 6,000 да извадете само за трошоци, за реклами, за чуда, луѓе ќе ви останат, така ли, ќе ви останат $4,000. И сега лупам. На еден другар ще му кажувам, што има такво, што може да прави. Ми вика, што е $4,000? Вика. Разбирате ли ме зашо кажав оваа вистинската сторија? Што е $4,000? Што е мобето сега? Значи, другари, вие толку продавате, оноко продавате, оволко продавате, оноко продавате, од там 4,000, од тука 4,000, од тука 4,000, тоа не е ништо. Ама кога ги ставате у крипто тие. Сега враќаме ли се на компанијата за што ја прочитав? Брат, и они дел од кешо го менеа у биткоин, сега што направија? Реновираа си го таквото. Вие што ги направите? Ќе си реновирате фабриката, ќе си реновирате домот, ќе си купите поскапо, не поскапо, по-квалитетно и по-големо возило за деливери. Разбирате ли, луѓе? Милион опции има. Милион е ова такава скоцкапна брзина, ама више сам изморен да ги повторам видеото и па чак пат ми ги бришат, а па и не ми ги гледат. Кога ќе доам за криптоакадемијата, да видите како, брат, ќе ви најдам секој човек зашо е криптоакадемијата ми треба. Брат, ја не можам сега секој приватно да го прошувам што работиш, колку пари имаш. Разбирате ли? Не дай Боже да ме хакнат меседжер, ќе му излегнат премењата, утре мен ќе му криват. Академијата, подпишеш договор, брат, да ти направам ја аналитика, брат, ти колку премења имаш? Па ако ја јадам гомно со извинение да кажувам и да ме тужи. Колку премења имаш, толку. На лист, толку проценти, толку проценти, толку проценти. Колку имаш струи, води, чуда, толку. Да извадеме да видиме он шо има, како има. Шо трошиш, како трошиш? Аха. У која компанија работиш? Има ли простор за ти нешто приватно? Има ли? Шо приватно? Да му кажам шо може да работи, дори можам да отидам у тај дел, дури да кажам толку што сум, кажи го, искуство собрал, дори можам да дадам совет шо еден човек каква компанија да отвори, за да има екстра приходи, за да купи крипто. Не може он да изгуби и ич да не му врве, да не му оде компанијата, ич да не му оде да му од љубомора, може само да у Македонија да не работи компанија. У Америка шо е да отвориш? Луѓе, у Америка ресторант и кафетерија сум видел у една пустелија дека нема ништо и си викам, ова е луд ли е, бе, брат? Улавам, јадеш, пиеш, викам, шо ово? Пуно. Извини на менеджерот, викам, јас сум ненормален македонец, викам, неписмен сум дигитално, викам, луѓе, како е можно, викам, да треба ја да возам 2 сата до водок? Вика, луѓе, тука имаш и паркинг, вика, и луѓето поминувато тука, да речеме, и знаеш, оно нешто кој не е пренатрупано, он нема да се предомисли у мојот ресторант да дојде, и вика, ние удараме, гледај колку квалитет. Значи, замисли ти ја у Македонија сега да дојдам, и шо да лупнам сега? Еве, кочени дека да имам на Плачковица на средината на планината да отвориме на ресторант. Чу никој нема да ми дојде. Никој нема да ми дојде да треба да возе по тие кревините. И најквалитетно да го направам. Овие тука, ќе се утепат хеликоптери, ќе изнајмат, ќе иде да му јаде. Да го проба, зашо? Затоа што другари американците не штедат, јас извинам, не штедат да речеме да лупнат само у кафе, цигари и у чуда, туку другари знаат и да се најадат, знаат и да се напијат, ама знаат и да инвестират. Ама зашо знаат да инвестират? Затоа што е уидел у такви локации и мозокот му се отворил, вика, и чекај, брат, ова е ризикувал у пустелијата да отворе и е направил пари, а зашо ја да не ризикувам и ја да пробам? Брат, првиот пат нема да успееш, вториот пат нема да успееш со втор ресторант, може третиот пат пивара ќе отвориш, брат. Ќе видиш дека највише пивото иде, пивара ќе отвориш. Ќе видиш кафе дека иде, може дистрибутер за кафе, некој уникатно кафе што го сакат у Македонија. Другари, треба да ризикуваш
за да дойдеш до идея, да дойдеш до информация. Разбираш, значи трябва нон-стоп да стоим негде. Я овие видео ще ги правим, лупам ова, а му карам такви информации внатре. И накрая гледате намерно от 15 минути го продължам, ако ми дойде идеята, викам, чекай, пущам водичка, ще се вика с извинение. Тук ќе давам информация, от знам, има 500-600 луги ще гледат. Може да моментално ќе рече, шо ова е лупа зелени глупости, не се концентрира, ама верувайте, брат, че ако на 500 луги е дойдело идеи от моите глупи видеа за вас, за неизбричен милионер, не се облечал, скапа гардероба, капичката е $30, саато е 350, ама от 1000 е вземен на 350. Не само да се... Иако толкова кажа, мене ми трябва саат от 100 000, само защото няма дека да учувам Македония. Трябва ми саат от 100 000, ти има саат от 200 000 паднал на 100 000. И знам да ги се върне. Не само фул да съм у крипто, трябва ми и саат. За саат би купил скап. Злато би купил. Дори сребърни работи би купил. То би купил. Проблема ще няма дека да се чува у Македония. Еве, я, например, корминалци, ако си дома в Македония, да кажа, моя $350 джави кюлавате дома, а може и да ме напуна молава, и аз съм спремен да ви лежам. Така да немам я нищо семие дигитално, затоа што ако се върна в Македония, другари, за жал, тамо криминалецо, да ти дойде дома, ти нищо няма да направиш. А тука да дойде, другари, Сефо има 3000 бомбони метални. 3000 железни, метални, со баруто, сите и пластика има. Има 3000 комада, шо дури иако сум дојден со бизнес виза, имам право да се бранам дома. Македонија, роден македонец, немаш право да се надуваш. И друго, Македонија може и да речеме, тај саат има луѓе што со по 5 000, 10 000 долари, ми вика, брата, бе, немам пари, слаб сум, имаш 5 000 долари на ракет саат. Продај го, инвестирај, ќе направиш, најди дека си го продал, ако ти е толкова сентиментално, ќе си го купиш истиот. Разбираш? Ке си го купиш истиот па назад, ама викаш немам пари, кукаш, а носиш скапе саат, те гледам на пораките, другар. Немаш моментално пари за тоа што си се претарал со луксузите, кои што не ти требат и сакам да кажам зашо каде ми треба. Затоа што сум успеал на 500 луѓе да и најдам пари, што они не знаеа дека ги имам тие пари. Разбирате ли? Затоа криптоакадемија, не дека ја сакам да ви земам парите или нешто. Другари, еве, ако не, листајте бе, брат. Ама неките да листите, ке сум правил пари од криптореволуција, од вебсајто. Чие муше ден. Ама неките да следете, неките да читате, неките да шернете, неките лайк, ама упораки се да ви кажат. Еве, јас сум Америка, давам информација. Ама у Македонија, колку сум другари, времето у Македонија вреде многу повеќе од колку Америка. Затоа што Америка тука цел свет страда, заплатите се големи, јас сега да отидам ќе земам $33 на час и за браките македонците ќе давам без пари. Ама у Македонија ми се зголемат више трошоците, више сум на години, да речеме, треба и за фамилија да се мисли, треба и за пријатели да се видиш 12 години, не сам ги видел и се. Таму времето е многу поскапо. Тука сум сам, брат, еве. Сега да звонам на 10 луѓе сица на работа, нема со кој да идам на кафе, си викам чекај наместо да идам сега на кафе. Ја пра кафе, кафе да идам наместо на плажата да се шедам 30 минути или на чај или на едно пиво. Јас си викам за браките македонците ќе направам едно видео да видат, иако сега не ги гледате, да видат после 10 години има видеа што некои другари не е бил себичен. Научил е како да направи пари и не себично го споделува тоа. Еве, скратил сум 2 сата од плажата. Еве сега ќе ми парки може ке нема. Скратил сум 2 сата од плажата да дадам на бракета македонците информации, потик, за разлика од други што у Америка се и со компании големи и со се, не се кажале луѓе како прават пари и вие да дојдете да направите пари. А ја кажувам како да направите пари. Па сега ти утре кога дојдат со компаниите у Македонија и па знам дека вие први ќе трчите работите за нив. А за мене кога ќе дојдам у Македонија, ја не ви тражам ништо да работи за мене. Ја викам времето и дел од средствата да ги одделите, за тоа што менталитетот за жал ви е тај, иако имате бесплатни информации, вие не ги гледате, сакате брат некој да ви наплате, за да седнете од македончето, ако не плате, брат стварно не го интересира ништо. А ако плати си вика и чекай платив, дај брат, платив, дај,
Мала е платата, платив, дай мора да имам да научам нещо. Значи проблема не е дека аз сакам да дойдам да вземам пари. Проблема е што вие сте такви дека мора да платите за вие да си ги цените кажи го времето и парите и да дойдете и да научите нещо. 12 години давам без пари информация. 12 години давам без пари информация, он вика, гледай му сата на раката, гледай му гардера, гледай му капа, гледай му не си сбричал. Защо некој? Че ја му давам без пари информация, он гледа што е мало тука, што е мало позади, избришено ли било, не ли било избришено. Другари, и не са да брмблам, мобето е, трябва да си дойдем в Македонија и јас сум сигурен дека много як криптоакадемик се направи. Ако најшили Байзеро тамо, да не му спомнувам името, трябва да се тужиме, прави облаци, инвестирате и Славче го наде видеото $25,000 кој е бил биткоино или 25,000 евро, не знам што кажа. Замислете си кај него да се инвестирало, ќе правили на година чуд од пари. Брат, тамо огромна група се гледаше дека се опозадина со осеќе. Замислете си тие луѓе ако купиат $25,000 биткоин, човече сега има $125,000. И замислете си $125,000 ако флипне Кардано, колко е? Кардано е на чекай да видим, Кардано е на 0,79. Еве, другари, ако беа купиле, кај брато пирамидалната шема на 125,000, така ли? Преку мене да беа ќе кажев да продадат за дури за 0,80 беше, така ли? Точка 0. Од 0,85. 147,000. Така ли? Кардано. На сигурно, по $3 е $500,000. Значи типо со неговата штетна тамо пирамидална шема спречи македонци да направат $500,000. Нема што да продолжувам натаму повеќе да зборам. Мојот познат Дигитрон што го тражат, $500,000. А ако не уложи у пирамидалната шема, ами уложија у биткоин и да го флипне у Кардано и овај bull market ќе видите, не е завршена аналитика. Ова е отворена аналитика. Јас да бев во Македонија, да бев во мојата криптоакадемија, да има за $25,000 купен биткоин, ќе имам таа слобода да ја кажам да си го флипнат у Кардано и да го продават на $3 и не мора да фантазира 4, 5, 6. Да го продават, Кардано, ќе имат на овај bull market, ќе имат $500,000. У неговата там пирамидална шема никош нема да извадите $500,000. Чао.